Талевски зборува за дела, а едно од делата кои го спомнува е и развојот на туризмот. Замислете, Талевски зборува за развој на туризмот. Каква хипокризија, каква иронија, каква лага. Но знаејќи дека тој е синоним за лицемерие и синоним за лага, тогаш тоа воопшто не чуди. Господине Талевски, вие сте на власт 8 години и дали за развој на туризмот може би придонесовте со тоа што него саниравте слечиштето на Пелистра? Или за вас може би развојот на туризмот е затворањето на туристичкиот центар Нижепово? Дали за вас развој на туризмот е тоа што на Битола ќе го оставите изгорен планинарскиот дом Копанки? Почитувани битолчани, 8 години Талевски понизно трчкаше и му се додворуваше на неговиот партиски шеф, како и на Скопјани, за да ги задоволи неговите лични интереси и интересите на неговите најблиски. Додека за интересите на Битола и битолчани воопшто не се грижеше. Доказ за ова е овој текст од пресконференцијата на портпаролот на владата, каде што се зборува и се кажува за инвестиции во туризмот во цела Македонија. И овде добро може да се види кај се планира да се инвестира во Пониква, Кочани, Берово и Беровско езеро, Крушево, Голак Делчево, Вевчани, Галичник, Маврови Ростуши и така натаму, а Битола во овој текст никаде ја нема. Талевски поради неговиот поданички и вазански однос кон Скопјани не го слушнавме да реагира на ова пресконференција ниту еднаш. Ова е доказ дека Талевски ниту се грижил, ниту ќе се грижи за Битола и битолчани. Господине Талевски, во изминативе 8 години потрошивте 200 милиони евра пари на битолчани. Ако не го саниравте слечиштето на Пелистра, ако не само што не го реновиравте, туку и се затвори туристичкиот центар Нижепове, ако не давате пари за да се обнови планинарскиот дом Копанки, тогаш уште еднаш ве прашуваме каде, како и зашто ги потрошивте 200 милиони евра. И за крај, Битола не може и не смее за градоначалник да има скопски слуга, што всушност Талевски беше во изминативе 8 години.